Вработените во судовите се уште неа зелено евриската плата. Можноста за штрајкови и протести не е исклучена. 4 суда веќе најавиле прекин на работата. Доколку освен платите, судскиот буџетски совет не донесе одлука и за одобрување додатоци на плата за вработените во судовите, кои не ги добиле 8 месеци наназад. Станува збор за од 1400 до 1600 вработени. Моментално никој нема плата додека не се пуштат платите за сите вработени во судовите. Додека не се донесе одлука на судскиот буџетски совет, а денеска треба да се донесе одлука, им препорачувам да донесат одлука со додатоци на плата за вработените во судовите. Од наша страна кажано, се извинувам дека нема да чекаме сите судови, ако некој суд сака да штрајкува, ќе штрајкува. Освен платите, состојбата во судовите дополнително се влошува поради тоа што со години немало нови вработувања, соопшти првиот синдикалец на УПС Дејановски. Ќе го земам кривичниот суд за пример, имаме 44 дактилографи на 69 суди. Тоа е бројка што не може да се одржи никако. Еден работник моментално работи, извршува работни задачи за 4 или 5 работници, еден работник работи со тројца, петорица, суди, обвинители, така натаму и така натаму. Истата ситуација е и во управата, меѓутоа моментално во судовите и обвинителствата ситуацијата е многу алармантна. Председателот на УПОС побара итно донесување на Законот за судска служба и јавно обвинителство, и тоа до крајот на оваа година. За како што кажа, конечно од 2026 година да се вреднува работата во судската сфера.